78% зголемување на минималната плата и 35% исплата на додаток за плата на судските службеници, или ќе блокираат улици, нема да издаваат уверенија за неосудуваност и ќе блокираат работата на судовите. Од утре со штрајк се закани судската администрација и членовите на независните синдикати на државната администрација, кои денеска излегоа на протест пред Министерството за правда и пред владата. Како што најави организаторите, на Кривичниот суд и Граѓанскиот суд во Скопје од утре им се приклучува судската администрација од сите судови во земјава и тие бараат европски плати како оние на функционерите. Судските службеници уште еднаш ги повторија нивните барања за зголемување на платите за 30% наместо договорените 10%. По вчерашните два состаноци во Основен Граѓански и Основен Кривичен суд донесена одлука за штрајки во двата суда. Бидејќи времето кое што беше доволно долго, дури предолго за разговори, не врди со плод. Односно, нашиот став, нашето мислење не се слушна од надлежните. Штрајкот донесена одлука, како што реков, штрајк во Основен Кривичен суд, донесена одлука и во Основниот Граѓански суд. Основниот Кривичен суд, Штрајковачкиот одбор, го стави штрајкот до мирување согласно закон за мирно решавање на работни спорови. Председателката на Штрајковачкиот одбор на Основниот Кривичен суд Јасмина Величкова во изјава за медиумите истакна дека на вчерашната одлука за стапување во штрајк новија два суда од утре ќе се приклучат сите останати судови. Од средбата во Министерството за финансии, представниците на синдикатите излегоа незадоволни, бидејќи им било кажано дека за нив од буџетот не е предвидено покачување на платите. Барањето на Штрајковачкиот одбор се покачување на платата на судската служба, и тоа покачување од 78% на минималната плата во судската служба и 35% додаток на плата за судските службеници. Наведените барања се израз на лошата состојба на платите во правосудството и се реална потреба за сите вработени, имајќи ја во предвид специфичноста на нашата работа, придонесот на нашата работа во буџетот на Република Македонија, како и нашата посебност во уставната поделба на власта. Судската администрација веќе подолго време бара покачување на платите и исплата на додатоците на плата, особено откако Уставниот суд донесе одлука со која платите на функционерите, а меѓу нив и на судиите, се покачија за неверојатни 78%.